И покрај најавите на креаторите на економската и социјалната политика за подобар живот, во реалноста граѓаните се потешко врзуваат крај со крај и обезбедуваат основна екзистенција. Тоа, меѓу другото, се должи и на порастот на цените, кој е евидентен во сите сфери. Меѓутоа најчувствителен е оној со прехранбените артикли, зеленчукото, вошето и слично. Според статистичарите, во првото тромесечие од годината е забележано значително зголемување на цените на зеленчукот. Во месец март, период кога раниот зеленчук е веќе достапен од домашното производство, цените на домотот, пиперката и пролетната зелка се поскапи за околу 30% во споредба со истиот период минатата година. Пресметките велат дека во првите 3 месеци од оваа година граѓаните потрошиле 1,2% повеќе за храна, потоа за своето здравје, но и за така наречениот кафански живот по ресторани и хотели. Тоа е просекот, инаку овој луксус е привилегија на малкумина. Во глобала, во овој период забележено зголемувањето на цените на мало за 0,5%, што е дополнителен удар врз стандардот и буџетот на граѓаните. Од друга страна, Народната банка за тековната 2019 година предвидува дека се очекува просечната стапка на инфлација да се движи околу 1,8%, што се подудара со стапката за инфлација од околу 2% предвидена од Меѓународниот монетарен фонд. Веројатно соодветно влијание врз цените на зеленчукот има променливата и релативно студена пролет со малку сончеви денови, што им создава додатни трошоци на производителите во пластеничкото и оранжериското производство од аспект на издатоци за загревање на истите. Па затоа доматите речиси не паѓаат под 120 денари за килограм, краставиците под 80 денари за килограм, зелката под 40 за парче, како и пиперчињата под 10 денари за парче.